Денес е меѓународен национален ден против насилството врз жената. Семејното насилство или поточно познато како семејно малтретирање е најголемата закана и причина за немир и насилство врз семејството и во бракот. Ова е најголемиот проблем кој моментално го мачи светот. Каква е оваа социјална појава и проблемот кај нас, дознаваме од госпојата Савка Тодорова, председател на Националниот совет за родова рамноправност. Од кога постои оваа кампања против насилството врз жената и колку истата им помогна на жените жртви на насилството да го пријават овој случај? Кај нас во Македонија првата СОС линија за жени и деца жртви на семејно насилство е отворена во Скопје 1994 година и од тогаш наваму ние сите сме вклучени во оваа светска кампања 16 дена активизам против семејното насилство, односно против жената и децата и поширокото семејство. Кампањата е секогаш проткаена со многу активности со кои што сакаме да ја подигнеме свеста се повисоко, за да може да се осознае, да се оснажат, да се охрабрат жртвите, да не се срамат дека не се единствени и да го пријават. Пријавувањето на семејното насилство од било кој вид, дали е тоа сексуално, економско, физичко, психичко, од сите видови може да се пријави на повеќе телефони во Македонија. Нашиот на Националниот совет е мобилен, единствен, бесплатен од сите три оператори и бројот е 141 700 24 7. Упатуваме каде што треба да се најде решението. Колку помага? Помага со толку што семејното насилство постоело од секогаш, но било срамно да се пријави. Овие кампањи, овој вид на работа, континуирана работа на организирани форми, како и нашата, им помага на жртвите да се охрабрат, да се оснажат, да го пријават. Институциите на државата, како полициските станици, центрите за социјална работа, судовите, тоа е се врзано како еден ланец, но една од кариките, ако не соодветно тоа го прави, тогаш едноставно жртвата останува во вртлогот постојано да се врти. Во ова утро, кога е така малку мрачно, верувам на сите дома сега со едно топло чајче, со едно кафенце, ги подготвуваат дечињата да отидат на училиште, постарите исто така дома да го одседат овој убав ден, но верувајте, не во сите домови е така. Има домови каде што има врескање, каде што има кршење, каде што има тропање, каде што има малтретирање, тогаш остануваат и последиците и децата се секогаш најголемите жртви и секогаш тие се и секундарните кои што понатаму остануваат или тие да бидат насилници или да бидат повлечени во општеството и да не бидат корисни. Ние со оваа кампања, барем оваа година, исклучително што најповеќе и наитно бараме да се ратификува Конвенцијата на Советот на Европа за родово базираното насилство и насилството над жената или домашното насилство, да се одвојат финансии за да може да се посвети поголемо внимание за заштитата на жртвите, потоа да имаме унапредени центри, затоа нашата организирана форма, ние сме мрежа и оваа кампања тече низ целата држава, во сите градови каде што имаме организации, континуирано, овие памфлети, овие картички, кои што ги испраќаме со пораки, денеска ќе имаме една улична исто во Жена парк, така да секој ден ќе се случува нешто и оној кој што денеска нема да види вашата емисија, ќе може да ја проследи уличната кампања во Кавадарци, во Пехчево, во Струга, едноставно во Куманово, насекаде се случува това. Тоа е нашата задача, тоа е нашата цел, тоа е нашата определба. Насилството да се намали. Иначе, често се прашува дали насилството е зголемено. Насилството немаме
индици дали се зголемува, бидејќи од 94 година ја има СОС линијата и обична и еве сега 10 години оваа мобилна национална линија. Само можеме да говориме за број кои што се пријавуваат, а тоа е се поголем. Значи не постои семејство од кој вид може да се пријавуваат. Дали е тоа посиромашно, понесиромашно, вработено, невработено, од било која етничка група, од било кое место, од рурална, од урбана средина, едноставно, ако постои насилство, тоа постои. Проблемот е да се охрабрат, да се пријави, а не само жртвата, некогаш може да го пријават и членовите на семејството, комшиите, роднините, затоа што нема нерешен проблем. Проблемот се решава, само што и постојат закони. Во 94 година, кога се отвори првата СОС линија, тогаш беше семејното насилство личен проблем. А сега е општествен. Постои закон за семејно насилство. Постојат 4 кризни центри, односно прифатилишта на ниво на држава. Еден на невладин сектор, еден кризен центар за 48 часа, каде што може да биде згрижена жената. Значи, секогаш има некакво решение, но мораме вака еве да признаеме дека во регионов сме единствена земја која што нема ратификувано конвенцијата и затоа настојуваме се повеќе да структурите на одлучување тоа го направат и сме убедени дека тоа ќе се стори, бидејќи 4 години континуирано работиме како Национален совет од една европска мрежа на овој проблем, дека тоа ќе донесе особено за заштита на жените жртви, на нивните деца, на психосоцијалната поддршка, заедно со стручни лица и ние во Националниот совет во најскоро време, сега во време на кампањата, отвараме и центар за заштита на жртвите и сведоците. А најчесто сведоците се децата, за жал. Ви благодарам, господја Савка. Секоја една од 3 жени во светот е жртва на семејното насилство. Како што најави господја Савка, доколку сте жртва на семејното насилство, пријавете го на бесплатниот телефонски повик 141 700 и кажете не на семејното насилство.